првите години на крипто постоеше само биткоин, едноставна идеја за дигитални пари без банки. Но како што растеше технологијата, се појави јадници нови проекти со различни цели. Некои сакаа да го подобрат финансискиот систем, други да создадат дигитални светови, уметност или децентрализирани бази на податоци. Денес криптовалутите може да се групираат во различни категории или гранки, секоја со своја визија, технологија и цел. Во оваа лекција ќе разгледаме најпознатите категории и што стои за секој од нив. AI или вештачка интелигенција. AI криптовалути комбинираат блокчейн и вештачка интелигенција. Целта е да се создадат децентрализирани системи за податоци, модели и автоматизација. Како на пример, FED, автономни агенти кои извршуваат задачи преку блокчейн. DAO, децентрализирани AI мрежи, каде што може секој да обучава и монетизира модели. Овие токени имаат огромен потенцијал, бидејќи AI е следната голема технолошка револуција. Следните токени се DeFi, односно децентрализирани финанси. DeFi е едно од најмоќните сектори. Тој заменува банки, брокери, кредитни институции со паметни договори. Како на пример, Aave како децентрализирано позаемување и штедење. Uniswap, односно Uni, децентрализирана берза за размена на токени. Со DeFi секој може да штеди, инвестира или позаемува без банка. Брзо растешката индустрија, односно GameFi, Gaming плюс DeFi, GameFi ги комбинира игрите со економија. Играчите заработуваат токени со играње и може да ги користат, продаваат или инвестираат. Како на пример, IXS, најпознат Play to Earn проект, Gala Games, односно Gala, платформа за повеќе блокчейн игри. GameFi им дава на играчите вистинска собственост на нивните предмети и награди. Најпознатите од најпознатите тука се мемкоините. Мемкоините започнаа како шега, но некои станаа сериозни пазари. Тие се базираат на интернет култура и комјунити енергија. Најпознатите меѓу нив како еден примери се Dogecoin, односно Doge, оригиналниот мемкоин, Shiba Inu, односно SHIB, огромна заедница и развој на екосистем. Тука се исто така и многу како Pepe, Wave, Popkate, тука се новата генерација на мемкоините. Иако се различни, мемкоините имаат многу моќ да создадат масовна популарност и ликвидност. Layer 1 и Layer 2 блокчейни. Layer 1, односно основни мрежи како Bitcoin, Ethereum, Solana и Avalanche. Layer 2, решенија што го подобрува нивниот капацитет и брзина, како Polygon, Arbitrum, Optimism и слични. Layer 2 технологијата овозможува брзи и ефтини трансакции, што е клучно за масовна употреба. Следното нешто е инфраструктура и Oracles. Овие проекти градат алатки што им помагаат на другите блокчейни да функционираат. Како на пример, тука се Chainlink, односно Link, Oracle мрежа што поврзува реални податоци со блокчейнот. The Graph, односно GRT, индексира податоци за апликации. Filecoin, односно Phil, децентрализирано складирање на податоци. Тие се скриените мотори на целиот крипто екосистем. Тука се исто така и стеблкоините, односно дигиталниот долар. Овие токени се врзуваат за реална вредност, најчесто USD. Служат за чување вредност и заштита од волатилност, како на пример USDT, односно Tether, USDC, односно Circle и други. Кој е заклучокот? Крипто не е само Bitcoin и Ethereum. Тоа е цел универзум на идеи, секоја насочена кон одреден проблем. Финансии, игри, податоци, уметност, заедници, вештачка интелигенција. Некои ќе исчезнат, но најиновативните ќе ја обликуваат иднината на интернетот и економијата.